Кога прв пат ја запознав како колешка на работа, и реков, леле, колку ме потсетуваш на мене. Потоа сватив дека сум си поласкала. Во разговор со повеќе пријатели, бев сватила дека повеќе мината истото го мислат, дека Калина личи на нив. Тоа говори за моќната емпатска врска што умееше Калина да развие со другите луѓе. Имаше толкава способност да проникне и да се чувствува со другите, што правеше секој да се чувствува како да му е сродна душа. Впрочем, и од овие редови напишани во оваа книга, може да се види каква душа имаше Калина. Спремна секогаш да подаде рака и да го спаси помалку мучениот од неволја. На насмевката да возврати со насмевка, на незнаењето со милост, на лошотилокот со трпение. Не ми беше сеедно кога замина да работи на друго место. Луѓе како неа ретко се среќаваат. За среќа беше толку влюбена во животот, што секаде ја среќавав. И онаму каде што очекував, и онаму каде што не очекував. Секогаш успеваше да ми измами насмевка и да ми се придржи. Со текот на годините учиме дека постојат луѓе што можат да направат да потонеш во нивните проблеми. Луѓе што со голема тежина се движат низ светот. Не баре само нив нешто важно им се случува. Меѓутоа, има и онакви на кои воопшто не им е лесно, но умеат низ животот да се движат како ветер. Со леснотија да те подкреваат кога не ти е добро, да се провираат во душата, онаму каде што другите не можат. И да прават да мислиш дека ништо на светот не е толку тешко. Калина припаѓа на овие вториве. И кога и без да знае и се појавуваше малата брчка меѓу веѓите поради лоша мисла, во миг од секунда умееше да направи брчката да ја снема и лицето да се развие во насмевка. Иако физички ја нема, кога мислам на Калина, не мислам на смрт. Не може да не се присетам на анимираниот филм Коко, кој го гледал сигурно плачал. Коко, главниот јунак, заминува во земјата на мртвите и таму открива дека неговите предци се живи. Не знам дали верувам во задгробен живот, меѓутоа пораката што ја испраќа овој анимиран филм е точна, дека секој постои, додека постои споменот за него. А Калина наша нема никогаш да ја заборавиме.